Благодарам. Колешке Кузмановска, овој предлог закон е неуставен, незаконски и со него се дерогираат сите системски закони кои што се носат со двотретинско мнозинство. Зошто пратениците од владеачкото мнозинство манипулираат со граѓаните и ја препишуваат вината на пратениците од ВМРО ДПМН дека овој закон бил донесен токму од владата на ВМРО ДПМН и зошто денес, ако ВМРО ДПМН и ДУИ претходно го донеле овој закон, зошто денес имаме нов предлог закон за употреба на јазиците? Вие сте пратеник со долгогодишен мандат во ова собрание и верувам дека и ќе дадете еден јасен и прецизен одговор и ќе дадете едно образложение пред јавноста и ќе бидат отфрлени сите овие спинувања кои што се наметнуваат од страна на владеачкото мнозинство. Во интерес на јавноста сакам да се надобразам на вашата дискусија, а и секако во интерес на јавноста сакам да дискутирам и да ви реплицирам во однос на членот 8 од овој предлог закон. Во членот 8 стои, став 1 стои, дека книжните и кованите пари, како и поштенските марки, ќе содржат символи што го представуваат културното наследство на граѓаните, што го зборуваат македонскиот јазик и неговото кирилско писмо и јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните и неговото писмо. Ова значи дека во Република Македонија ќе имаме нови ковани пари и ќе имаме печатање на нови книжни пари. Во ставот 2 стои дека поштенските марки, уплатниците, фискалните извештаи издадени од институциите од член 1 став 2 и член 2 став 3 од овој закон, фактурите од институциите од член 1 став 3 и член 2 став 3 од овој закон, бандеролите се пишуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо и јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните и неговото писмо. Став 3 стои дека униформите на полицијата, пожарникарството, здравството исто така на нив ќе биде напишано на македонски јазик, како и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Македонија и неговото писмо. И ово исто така ни кажува дека во Република Македонија ќе имаме нови униформи и во полицијата, и во армијата, кај пожарникарите и кај здравствените работници. Со печатењето на новите пари и со новите униформи, што ќе се подобри кај животот на граѓаните од албанска националност? Сите ние како граѓани на Република Македонија сакаме да имаме подобар животен стандард и развиена економија. Со ова само ќе се продлабочи еден поголем јас, како што Социјалдемократскиот сојуз впрочем и направи, ја зголеми социјалната разлика помеѓу граѓаните, со ова сега прави уште еден поголем јас и една поголема разлика помеѓу македонците и другите етнички заедници кои што живеат во оваа наша држава.